Се враќаме во студиото на Здрава Македонија и Канал 5 телевизија на нашата округла маса, каде што ги пречекавме гостите од 9 часот и го продолжуваме разговорот онаму каде што заостанавме со професорот Арсов, за оние кои што не следеа и пред рекламите. Споменавме на кој начин како можат граѓаните да поднесат поплака до АЕК, кои се најчестите поплаки, но формата, застанавме никаде кај формата, како може да се поднесе поплаката. Можат да дојдат кај вас, писмено да го направат тоа, онлайн? Па и може да дојдат во агенцијата, а истото може да го сторат и по писмен пат, дали по електронски, дали во хартиена форма. Меѓутоа, претходно треба да испратат соодветна жалба до операторот. Значи, операторот да им одговори на прва инстанца. Да, прво треба операторот да одговори, тој секако одговара во 90 над 90% одговара негативно, односно си ги штити неговите интереси нормално, а потоа сето тоа корисниците се обраќаат до нас со истата жалба. Ние ги соочуваме и операторот, представници од операторот и самиот корисник, и доколку се може тоа да се направи по писмен пат, доколку жалбата или така да кажеме настанот е полесно решлив, тогаш нема да има потреба да правиме такви така да кажеме соочувања или да ги викаме граѓаните непотребно да доаѓаат, туку ние решаваме вака на некоја округла маса и соодветно да се донесува одлука врз база на доказните материјали. За се треба да имате соодветна подкрепа за да донесете соодветна одлука и врз база на тие материјали со кои што располагаме и со кои што ги добиваме, се носи одлуката дали во корист на корисникот или во корист на операторот. Секогаш гледаме ние да биде во корист на корисникот, меѓутоа сега, доколку се фактите така е. И гледаме да биде во корист на корисникот, или ако бара да се раскине договорот со операторот, или доколку бара нешто друго, подобра услуга, или да му се намалат вредностите на сметките кои што веќе ги платил, соодветно му одговараме на самиот корисник. Гледаме да биде тоа што е можно по-реално и во рамките секако на законот и можностите што ги има агенцијата. Така, убаво го објаснив тоа, да знаат и гледачите дека да постои начин како да се поднесе таа поплака, но рековте си постои прва инстанца каде треба да се обратат, па доколку не може таму се обраќаат кај вас. На почетокот во најавата споменавме дека сте универзитетски професор на Славјанскиот универзитет Свети Никола, на Техничкиот факултет и економскиот. Кои предмети ги предавате професоре и каква е заинтересираноста од страна на студентите? Па на Техничкиот факултет предавам безжични и мобилни мрежи, а на економскиот факултет предавам информациски системи во бизнис. Претходно предавав менеджмент на ризици, сега информациони системи во бизнис. Заинтересираноста е секако на завидно ниво, можам да кажам. И на двата факултети? На двата факултети, да, и севкупно на универзитетот, иако е приватен универзитет. Има соодветно во тој регион во Свети Николе и во Битола каде што функционира универзитетот и каде што има своји субјекти и објекти, соодветно функционира. Редовно има доста солидна бројка на студенти кои што се од овие два региона, дури и од Скопје доаѓаат во Свети Николе, бидејќи сега е изграден новиот пат и побрзо се стигнува. И навистина јас сум 10 години соработуваме со универзитетот и сум навистина задоволен од научна гледна точка. Ми се отворени многу повеќе можности да соработувам со колеги професори од други држави, каде што имаме соодветна комуникација и размена и на тоа ниво гледаме каде сме во образованието. Ние Македонија и нашите едукативни професори
гледам дека барем јас во мојата струка гледам дека доста добро Македонија котира и во Европа и можеби понадвор, затоа што сум бил и надвор од Европа, нели во Соединетите Американски држави и дури на одредени универзитети кај што сум се појавувал, се малку да испадне вака да не се нели фалам, ама дури се запрашуваат нели од која држава, како дали вие тоа навистина го имате во овие технологии во кои што претходно разговаравме. Меѓутоа навистина ние располагаме со доста добри професори, доста добри едукативни стручни лица кои што може да дадат соодветни едукации и надвор од Македонија, нели покрај тоа што овде го едуцираме, нели ги правиме една добра образовен процес, нели секој во својата област. Да, и надвор покажуваме дека имаме капацитети да со нашите колеги кои што се надвор од Македонија, соодветно можеме да се носиме, така да кажам, а во делот на техничкиот сегмент исто можеме да се пофалиме, затоа што и технички не заостануваме многу зад другите држави. Може би само малку повеќе вложувања ни се потребни, средства да се дооформи целиот оној момент на одредена активност или на одреден процес кој што ние ќе го започнеме, ама да речеме ни фали нешто плюс некоја инекција за да можеме да го завршиме и да го финализираме до крај. Нели секогаш кажуваме дека средствата се тие кои што ни прават, ни диктираат и како ќе се движи темпото на развој на некоја инфраструктура, на некој процес, меѓутоа со правилно распределба на одредени средства и со менаџирање на истите, мислам дека може да се постигне многу резултати, добри резултати. Така, нека не останат студентите тука, тоа е и целта, да не заминуваат во странство, да не студираат во странство, имаме и тука одлични факултети, дали приватни, дали државни. И навистина произведуваме соодветни, јас барем, моето мислење, иако има и спротивни мислења, моето мислење е дека ние произведуваме солидни кадри. Ама и праксата го покажува тоа во однос на нашите деца кои што одат надвор. Кога одат таму покажуваат соодветно знаење. Само амбиентот е различен, веројатно. Така е и условите во кои што се вклучив малку. Да, истото и условите во кои што тие продолжуваат понатаму се нели по други, затоа викам средствата се тие кои што создаваат соодветни услови, подобри услови, дали во спортот, дали во одредена наука, лаборатории, на себе да речеме ни недостасуваат лаборатории каде што овие експерименти во делот на 5G, на 6G ќе можеме да ги практично покажеме на студентите. Затоа мораме да ги носиме во оператор, па тама да им покажеме, па нели да соработуваме со одреден оператор, за да може да ни овозможи да им покажеме на студентите како сето тоа функционира и да навлезат во тој практичен свет, затоа што практичниот свет е многу важен за да можете вие и теоретскиот да го поврзете и се да направите еден навистина добар пакет како стручно лице, како студент или веќе завршен кадар кој што ќе даде на пазарот на труд соодветни резултати и ќе продолжи понатаму да твори. Така. Добро, одлично за факултетите, супер што има толкава заинтересираност. Да се навратиме кај Бојан. Бојан, Невроклиник е центар каде што работите и вие. Центар за здрав раст и развој на деца, млади и возрастни, создаден како простор каде менталното здравје, развојот и семејното функционирање се гледаат како една поврзана целина. Но прашањето ми е кога е важно детето да оди на индивидуални третмани и во кој период, а кога семејството да биде вклучено заедно? Вака, индивидуалните третмани најчесто се они третмани кои што се
со специјален едукатор и со логопед. Додека тие моменти каде што би требало и семејството да се вклучи, тогаш тука е со психолозите и психотерапевтите, во тие моменти се вклучуваат и семејството, зашто тука е семејството еден голем фактор за тоа дете, додека кај логопедските и третманите со специјален едукатор и рехабилитатор, тука е вклучено самото дете. Не дека не е вклучено семејството, и тоа е тука, но тоа е поддршката на детето, додека во психотерапијата и кај психологот, тогаш е вклучено целото семејство, бидејќи се работи на целото семејство за да се подобри состојбата на детето. Така, и често поставувано прашање, особено родителите кои што за прв пат се соочуваат со дечиња со атипичен развој, кога треба да се појде на психолог, кога на логопед, кога на дефектолог, која е разликата помеѓу тие професии? Како што спомнавте, психолог, логопед, специјален едукатор и рехабилитатор, сите ние имаме различна дејност. Глобално, сите ние тука сме некако поврзани. Тој мултидисциплинарен пристап кој што го нуди нашиот центар е многу добар поради тоа што на една наша проценка се вклучени сите овие стручни лица, па така би можеле да составиме една голема слика за тоа дете, односно од каде треба да се почне, кој прв треба да почне да работи, дали треба да се работи на неговата емоционална зрелост, дали треба да се работи на неговите училишни способности, вештини, дали треба да се работи на неговата зголемување на неговата функционалност во домот, па зависно од тоа секој си го зема доменот во тоа што работи, па така и работи со самото дете. Но сепак тука е многу голема поддршката од родителите, така да родителите, јас многу сакам да кажам, кога родителите се послушни, не само децата, така е многу... Да, соработуваат. Поддршката ствари нивна во процесот. Да, и соработката со е многу побрза, да, многу е побрз прогресот на самото дете, па така самото дете многу побрзо напредува и тие скалила одат се побрзо и побрзо се искачуваат. Односно тие предизвици се надминуваат се полесно и полесно. Така, кога сме кај децата, кај спортот, можеме да ги погледнеме и фотографиите кои што вие ни ги испративте, може фотографиите на Горан да ги видиме, односно јас ги превземав од Facebook страната на Горан Ѓорѓоновски. Ѓорѓоновски, г. Четвртата е г и без в, струга. И без в, ева га, го шкртнаме па тоа. Да, се бориме со Роберт е крив за тоа. Се бориме со тоа. А на Бојан ни ги пуштија фотографиите. Добро, ќе одиме прво со фотографиите на Бојан, па потоа ќе одиме со на Горан. Бојан, можеш да ни ги коментираш, ова е тимот на Невроклиник? Да, ова е нашиот тим, тука сме Кате, Дарија Коста и другата Кате, така да ова е тим, јас би го нарекол и семејство, во кој што баш онака минуваме повеќе со овие лица отколку со нашето семејство. Така да во текот на денот ние сме си меѓусебна поддршка во работата, така да... Млади, амбициозни луѓе. Да. Супер. Ги видиме и другите фотографии. Ова е една слика која што за мене е многу емотивна. Овдека на сликата сме јас, мојот брат и мојот татко. Нешто славито? Нешто славено, дека е моето дипломирање, така да имаше повод за славење, па така, на емотивна за мене слика. Супер, фамилиарна фотографија. Да. Овде сум јас со мојот брат, браточетка ми, мојот браточет. Овдека оваа година едниот е полуматурант, другата полуматурантка, така да во истиот период се погоди за славењето, па така. Ние сме се едно семејство каде што негуваме блиски вредности, па и се поддржуваме меѓусебно. И така треба семејството секогаш нели пред се да се поддржуваат. Ево уште една фотографија, фамилиарна. Ова не е фамилиарна, ова е фотографија од моето друштво. Моја голема поддршка, ова е во Солун за време на новогодишните празници. Супер. Сончевиот Солун. Ова се на еден настан школка. Тука сум со две прекрасни дечиња Нури и Јоги, кои што се од самиот почеток на мојата работа со мене, така да како што растев јас, расте и они, напредува, така да сум многу горд на нив двајца. Браво. Така си растеш со децата кои што доаѓаат кај вас. Е можда за мене една од најдрагите фотографии, моите баба и дедо, мојата поддршка во се што правам, онака без цената, ова е на денот на моето дипломирање. Ја би го прашал Бојан од каде ова, како се најде во ова и од каде
да речем, љубовта, афинитетот за ова? Одговори Бојан. Љубовта пред се има љубов кон децата, но љубовта кон децата со посебни потреби е нешто за мене бесценето. Да помогнеш да некое дете го направи среќно, јас многу сакам да кажам дека на крајот на секој третман за мене е тоа дете да се отиде со насмевка, па макар и ништо да не научило, макар да биде среќно и да биде исполнето и прифатено од моја страна. Така, одличен одговор. Горан. Исполнето е многу важно. Да. Дете во секој сегмент. Секојаш треба да работи. Нашата работа. Што сака. Да, дали се студенти, дали се во било која фаза на нивниот развој, мора ние да се вклучиме активно по мене. Така. Бојан, уште една фотографија имаме. Една фотографија, тоа е фотографија на Тара. Со мојот брат сакаме многу адреналин, па таков е рафтинг на Тара. Во студените води на Тара е ова. Издув, што би рекле. Да. Супер. Сега следни фотографии на Горан, дали се спремни? Ева на Горан фотографиите се подготвени, да го видиме проектот Ракомет за секое дете. Еве ги децата кои тренираат ракомет. Да, момчина, девојчина, ова е во Велес, со еден прекрасен професор Златко Стојковски. Горан, може да се пријавуваат, не прашав, уписите се во тек, Да, завршени имаме единици, имаме школи каде што и општини, еве да кажам, во Карпош, значи од декември месец веќе не примаме деца за жал, затоа што капацитетот е тој. Ние имаме 3 групи на деца во Карпош, поделени се според возраст, што е многу важно да се напомене, затоа што многу често се случува во нашиот спорт да деца тренираат заедно на одредена возраст, која што нема никаков ефект и никаков квалитет. Да. И тука не е проблем само што родителите се во заблуда донесени кога тренираат деца од 8 и 12 години или од 6 до 12 години заедно, а се во тотално различна психофизичка состојба и третманот, ајде да кажам, према тие деца е различен и треба да биде различен, него се носиме она најлошото што ни го дало искуството е дека децата најчесто доколку имаат афинитет, значи зборам доколку имаат афинитет, а се откажале од ракометот како спорт, е затоа што или се ставени во средина во која што се многу доминантни, се поголеми од другите деца и бегаат од сала, или се во ситуација да бидат инфериорни, се многу мали во однос на другите деца, тие не сваќаат дека другото дете е 3 години поголемо од него 4, а тоа е во на нивна возраст огромна разлика, и тие се носат до ситуација да стекнат едно впечаток дека тие ништо не знаат, дека тие не се добри и така натаму, што не кореспондира со реалната состојба затоа што тренираат со поголеми деца. Ова го кажувам затоа што нели праксата ни го покажала тоа и многу внимаваме и затоа се трудиме во секоја општина да имаме некаква линија на движење нормална, а тоа е деца од 6 до 8, 9, 10 и 11 до 13 години. Работат различно, работат на различни развој на различни сегменти и меѓу себе се со возраста тука некаде за да може тренингот да има некаков ефект. Да. Така да гледаат и гледачите фотографиите од сега овде две работи што ги спомна професорот исто се и кај нас важни. Значи условите во кои што работат децата ние треба да се трудиме да бидат подобри. Затоа што ајде овие деца работат во школски сали, генерално се топли, иако ракометот можам да кажам е хендикепиран во однос на другите спортови, особено кошарката и одбојката, затоа што спортските сали за жал кога се граделе, а и ден се градат, не се градат по стандарди за ракомета, тоа е 40 на 20. И потоа овие големите групи кои што се 12-13 години, кога ќе се префалат на голем терен, имаат проблем со адаптација. Тоа е може една порака за тоа што во идни на Министерството за спорт, Министерството за образование ќе го прави. Значи, тие 35 метри на 32-34 метри да дојдат до некој 40, затоа што нас не е важно. И тоа има исто така многу ме праша ти на почетокот кога е критичен период кога се откажуваат. Ние ако имаме сега 300 над 300 деца и секоја година 30-40 деца се веќе на возраст да треба да ја напуштат школата, вие треба од другата страна да имате адекватни услови, сали, тренери, клубови кои што ќе ги прифатат,
но не да ги прифатат во ситуација да биде тоа да има премногу деца на тренинг. Затоа што, пак ќе кажам, ние сега ќе ги оставиме децата во рацете на клубовите, кој ќе ги пречека, ние немаме таму, немаме влијание, но она што е многу поважно. Ако тоа дете кој ќе оди таму, не продолжи да учествува во тренингот адекватно, и уште поважно, не продолжи да игра над превари адекватно со своја генерација, вие на краток период од 3 месеци ќе го изгубите тоа дете. Тоа дете било тука 4-5 години и сега во рок од 3 месеци тоа губи интерес и почнува и родителите да, условно, грубо да кажам, да ги лаже дека ради нешто друго се откажало, а тоа се чувствува неконкурентно, односно не игра доволно. Многу е важно да спортуваат децата, да закружиме нели поентата без разлика какви се условите. Така да само кажам, тие се работи дека праксата, тоа што збориме над преварите, како и кај професорот е многу важна, и условите, средината во која што работи е многу важна. И исклучително се важни тренерите до 16 години, а ние во моментов како држава, како регион, сериозно ги имаме подценето. Тоа треба да се смени, колку и да звучи ова како критика, ние мора да станеме свесни дека тие се исклучително важни. Ајде да ги погледнеме фотографиите на Борис, имаме уште малку минути до крајот на емисијата. Борис, може да ни кажете каде сте? Па ова е во Вашингтон. Што е интересно за оваа фотографија? Па ова се на едно гостување како предавач на Џорџ Вашингтон универзитетот, држав таму некои предавања и нели нормално прошетка по главниот град и стратешкиот партнер на Македонија, Соединетите држави. Нели Вашингтон е прекрасен град кој што од повеќето градови што сум ги прошетал, еден од најобавите, барем за мене. И има што навистина да се види, а најважно од се е дека американците знаат од секое делче на својата земја да направат соодветна приказна, која што ќе ги привлече туристите да го посетат и знаат да го продадат. И нормално посетеноста е многу големена. Вашингтон е еден од најпосетуваните градови во Соединетите Американски држави и секако и од моја страна, јас има доста универзитети тамо, значи 7-8 универзитета се во околината на Вашингтон, каде што навистина од 423 универзитети што ги има Соединетите Американски држави, овие 7-8 се доста добро котираат и на нивната листа. Доаѓа ли некој професор од таму тука? Да има обратен во однос на едукација. Јас секако дека ги повикувам и вратата е отворена. Јас со други професори соработувам. Добра храна имаме ние. Да, ова е во печатницата за долари, каде што се печатат доларите и е многу вака интересна фотографија, како и самата тура која што влегувате во еден таков процес на печатење на долари да ја доживеете, навистина е возбудлива и нели ги гледате доларите како излегуваат и така имате некое специјално чувство кое што не знам, не можам да го опишам. Овде на универзитетот со фамилијата и со еден од професорите, тој е одигран професор кој што долги години предава на универзитетот во Џорџ Вашингтон. Така да една средба со него и едно видување во делот на техничките науки. Секогаш е добре дојдена да се разговара на тема која што можеме соодветно да излеземе и ние со наши познавања. Овде е во една импровизирана со првата дама. Да, или не првата. Да, Меланија и со Трамп. Тоа се воштени фигури каде што е импровизирана во склоп на Белата куќа, имајќи предвид дека во тој момент музеот, пошто имаат музеј на воштени фигури, восочни фигури, беше во реновирање, па дел од
овие значајни моменти се преселени во едно крило на Белата куќа. Ајде да видиме следна фотографија. Уште така да тоа се на инаугурацијата. Да, може да се присуствува и на вакви нели слики кои што ги гледаме само на телевизија и е многу вака чувството е навистина добро и големо. Култ создали кон тоа. Овалната соба и така е. Значи затоа велам да прават така се иновативни и маркетички настроени. Да, и да привлечат, значи имам доста посетители за да влезете тамо се чека многу. Однапред се резервира, се прави резервација за да можете и да влезете и во самата печатница каде што се печатат доларите и во сите музеи кои што се наоѓаат во Вашингтон се навистина доста посетени и мора да резервирате соодветен билет однапред неколку дена или месеци. Или месеци, да. Супер, тука некаде со вас сме при крајот на оваа денешна емисија. Имаме некои интересни прашања, имаме уште 2-3 минути за да ви испратиме со интересни прашања. Горан, не треба да извлечеш на крај. Обично смислуваме некои ситуации, вас ставаме во одредени ситуации, како би изреагирале или како би се снашле, малку да развеселиме утринскат, иако верувам дека убаво си поминавте. Добивме совети, во текст сме со сите настани. Професоре, ако го прочитавте прашањето, може да ни го Иако е јасно прашање, професор, обично сите се насмеа. Вие да го образложам И ќе ме оцениме сега. Да, добро, ја можам и да го образложам. Може да слушнаме, ајде. Па да, ако би ја променил јас професијата, која би била друга професија? Ајде да слушнаме, ако не би била професор. Јас веќе имам две професии во кои што нели едното работам како дел од тимот на агенцијата за електронски комуникации, а дополнително како професор. Така. Можам да кажам трета. Ајде трета да слушаме. Трета професија можеби би бил музичар. Музичар. На кој инструмент би свирали или би пееле? Па можам и да запеам, а секако може и како дете сум свирал на доста инструменти, само што музички не сум образован. Еве хипотетички зборуваме дека би била музичар. Пак да, може. Златко Стефановски мислам дека не е образован музички, па е да, и обично знам на клавир на пијано да засвирам и гитара и така. Добро, одличен одговор, Бојан. Што прво правиш кога не пали колата? Се јавуваш на мајстор или се обраќаш на ChatGPT? Колку ја користиш вештачката интелигенција во кризни ситуации? Во кризни ситуации не е толку, но најверојатно во тие некризни па некако веќе ја користиме вештачката интелигенција, иако не сум многу за вештачка интелигенција. А во оваа ситуација би се јавил на мајстор, дефинитивно. На другар прво може. Па да. Па добро, целта беше да видиме дали користиш вештачка интелигенција или сепак би се јавил на мајстор, што е сигурно си. И јас многу не му верувам на ChatGPT, али понекогаш го користам за некои понеформални работи, вака за сериозни. Спортско прашање ми дават. Многу спортско, знам која е. Кога си во кафеана, која песна прва ја порачуваш? И сега може че изгледа вака, нели како клише се, ама ја многу ретко одам, многу ретко посетувам кафеани, нормално, кога има повод, а и не мора да има повод некогаш. Од друга страна, па, не сум љубител на нарачки на песни. Но вистина? Да. Ти си првиот кој? Да, не сум ljubител на нарачки на песни. Јас нормално музиката ја обожавам, ја слушам многу. Ете и професорот не ме изненади со тоа што сака да нели како професија би ја користел како музичар, затоа што нивната генерација, барем мислам дека сте барем некои десетина години повозрасен од мене, нивната генерација беше сериозно погодена од музиката, особено од рок-н-ролот и тоа што следуваше во бившите ју простори, кои што беа можеби втора држава во Европа по тој рок-н-рол после Англија, ако можам да си дозволам да кажам.
Јас многу ја сакам музиката и многу добро влијае музиката на секој од нас, особено на квалитетната, што и да значи тоа. Ако треба да одберам песна која што би ја нарачал Деспина. Значи, она староградската Деспина, Охридската, јас сум од Струга, ама сопругата ми е од Охрид и ја поздравувам во оваа прилика. Поздрав и до сопругата. Голем, така да тие староградски песни, јас сум и така ја воспитувам и малата, откако е родена, да се држи понастарно од шундот и треба сите да тоа да го правиме. Е користам ова прилика да се затоа што има големо влијание на нашето однесување, на однесувањето на децата. Од облекување до однесување до се, така да имаме ние музика која што треба да ја практикуваме и како и во секој сегмент и во спортот и во музиката треба да си се држиме до своето, затоа што другите многу добро знаат што имаме ние, ама ние некако не им праќаме од оваа вибрација. Треба да слушаме македонска музика и да си игра македонски спорт. Мораме да завршуваме, Горан. Мора да одјаваме емисијата. Ви благодарам што бевте наши гости. Верувам дека имате уште многу што да зборувате, но ќе ве поканиме повторно во емисијата на Здраво Македонија, така што благодарност од мене што бевте дел од утринската емисија.